Во Македонија повеќе ги нема, па за калајдисување, тави и други бакарни садови во Делчево и други места, мајстори доаѓаат од Бугарија. Јас сум задоволен од Македонија, с македонци многу убаво живеем. Јас се сакам Македонија. Ходя по Гевгелија, по Удово, Стојако, Богородица, Негорци, те села там, Богданци, всичко околието ме познават. Исто тука сум доволен од Делчево, од Берово, од Виница, од Кочени имам секаде и пријатели. Освен во Македонија, овој занает изумира и на Балканот. Тоа занает е вреден. Вреден е, има многу луѓе гледаме тука. Да, тоа занает треба да си мајстор, да го направиш как требало. Да се народ задоволни. Ја правим казани кад се изгорели, ја ги правим стар казан, подновем го. Од типси правим тави за риба, за все. Калајствам, стар мајстор сам. Мајсторот Дедо Колјо во Македонија доаѓа одамна и е задоволен. Јас многу добро сум видел од македонци, няма лошо не сум видел. Ама јас ги поштувам, ама оние ма поштуват. Е сега с тебе да тргнам по Македонија, пари да позајмам, пари ќе ми дадат. Во меѓувреме, Дедо Колјо ги има првите муштери, а тој не заборава да напомене. Тука те може ли на таква там? Да? Да се стави по-дебело железо, води като се стави повеќе клис. Да? И клипне това надолу. Не, може. А? Може. У бакарно најсладко се кува, значи. Каков алот е потребен и колку чини калајдисувањето. Абе, каков алат на ковални гледаш, всичко имам. Колата е пълна салати. Да. Се имам. Се имам. Бабичката с мене, мојата бабичка, мојата любима бабичка. Колку иде цената за една еве ваква тава? Зависи. Зависи од работата. Каква работа има, каква е дебелина, каква тежест има. Разбираш ли? Не може да се каже, мора да се види. Колку ќе остане мајсторот во Делчево, не знае. Тука сам, доколкото има работа. За станали работа, јаби не мога да седам. Па ќе се преместите на друго место. Па да, разбираш ме. Уважават ми секаде ме уважават. За крај, 69 годишниот Колјо не заборави да каже и да се пофали. Имам 17 унучета и 7-8 праунучета. Некад се. И 5 деца имам.